Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Воздишки кај секој православен верник, стиховите на вечниот Бог испеани од голем број дечиња одекнуваа низ тетовските улици. Православните верници денес го слават Бадник, денот пред големиот празник Божиќ. Двата полошки града рекордери по бројот на заболени од грип во оваа зимска сезона. Православните христијани денес го чествуваат Бадник, денот пред Христовото раѓање Божиќ. Утринава во Тетовскиот соборен храм се одржа празнична Бадникова богослужба. За значењето пак на Бадник, прославувањето и символиката на бадниковите гранчиња пред нашата камера говори отец Александар Стојановски. Шетајќи низ Тетовските улици и пеејќи ја песната Вечниот Бог, најмладите го најавија Христовото раѓање Божиќ. Неминовни беа радости и насмевките кај дечињата кои во придружба на нивните родители, баби и дедовци беа дел од годинашната Бадникова поворка. Вистинска празнична магија која започна од соборниот храм Свети Кирил и Методи, продолжи низ улиците на Тетово, но и на градскиот плоштад, кој беше воедно и крајната дестинација. Таму ги пречака добро познатиот хроничар на градот Почара, Дарко Гавровски, кој одржа пригоден говор и од срце ја отпеа "Ја го љубим тето", а атмосферата со музика ја надополни и триото Шербет. За радоста на дечињата да биде поголема, тие си добија и новогодишни пакетчиња. Па оваа година решивме да го направиме Бадник да биде посебен, различен од сите други и посвечен. И заради тоа направивме Бадниковата поворка, која што секако се случува во Тетово 2017, да биде кронисана со еден настан на градскиот плоштад, што ќе ги собере тетовчани на едно место заедно, баш во знак на овој празник, во знак на слогата, на верата и на традицијата, која што беше и лајтмотив на моето здравичарење денеска. Имав таа чест да на овој прв настан ме поканат да јас ја направам оваа првична здравица. Така да, мислам дека тетовчани имаат доволно големи верници, имаат доволно слога меѓу нив за да го одржиме ова како традиција за наредни години што следи и да го оплемениме со уште поубави настани. Тетовчани позитивно изненадени од ваквиот настан. Посакаа оваа традиција да продолжи и понатаму. Годинава кој организира точно не знам. Битно е организирано, масовно, многу убаво, среќни ви празници, нека продолжи традицијата, прекрасно е. Ова е бомбона, честитки до сега ова не било. Значи ова е за поздрав македонциве, ние што сме во Тето да излеземе помасовно, ова не било, значи 2 години пандемијава не утепа. Свите скриени дома по ова, али сега е благодет, има Господ, времево ни се опре, деца, младост, цело Тето, им честитам на организаторите и се најубаво. Среќен Божик на сите. Мене денеска многу ми се бедиса, затоа излегов. И ми се свиѓа и ми прави чеив. Бадникова поворка во Тетово за прв пат се организираше пред 6 години и од тогаш се запазува традицијата со исклучок на пандемиските 2021 и 2022 година. Инаку Тетово за Бадник е познат и по традиционалниот маскембал Бадњабаба, кој несумнено низ годините стана посебен белек на градот. Голем број дечиња со учество на годинешната Бадникова поворка во Тетово, пеејќи ја песната Вечниот Бог, го најавија Христовото раѓање Божиќ. Поворката се движеше низ Тетовските улици, а крајната дестинација беше градскиот плоштад, каде се одржа празничен музички хепенинг. Православните верници денеска го чествуваат Бадник, денот пред Христовото раѓање Божиќ. Обичаите и традицијата за празнување на овој ден варираат од место во место, но сепак Бадник е празник кој го сплотува семејството.
Во домовите се приготвува празнична постна трпеза, а истите се украсуваат со познатите бадникови гранчиња. Утринава во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи. По повод празникот беше отслужена богослужба, а голем број дечиња учествуваа и во бадниковата поворка. Зборот бадник доаѓа, има црковно-словенско потекло и значи бдење, односно бдење во пресрет и во пречек на рождеството Христово. Во овој ден, значи, е востановен строг пост до попладнето, а втората трпеза, значи, според типикот е навариво подготвено со масло, а првата трпеза е без зејтин, согласно типикот. Се подготвуваме всушност со пост и молитва за дочекувањето на рождеството Христово. Наутро се служи утрена богослужба, царски часови, Василиева литургија со вечерна, а потоа вечерта имаме ние овде обичај кај словенските народи претежно, кај дел од словенските народи е да се благословува бадниковото гранче. За символиката на бадниковите гранчиња пред нашата камера зборува отец Александар Стојановски. Бадниковото дрво е цврсто и ја означува цврстината, јачината и силата Христова од една страна, од друга страна самите пастири кои ноќевале под ведро небо, кога се родил Спасителот на светот Господ Исус Христос, имале запален оган. Па, повикувајќи се на оваа традиција, луѓето ја воспоставиле во народната традиција тоа да се благословуваа бадниковите гранчиња со молитва, со попрскување на светена вода. Со бадник воедно завршува и 40-дневниот Божиќен пост, а во православните храмови утрото по бадник се служи празнична Божиќна литургија. Двата полошки града рекордери по бројот на заболени од грип оваа зимска сезона. Од вкупниот број регистрирани случаи во земјава, помалку од половина се во Полошко. 379 случаи на грип се регистрирани во сезоната 2022-2023 година во Полошко, од вкупно 930 во земјава. Тетово рекордер со 199 заболени пациенти, најмногу во декември 143, потоа 35 во ноември и 17 во октомври. Зад него Гостивар со 180 болни од грип. За среќа нема починати лица. Според информациите на Институтот за јавно здравје, во текот на последната недела од 2022 година, односно 26.12.2022 до 1.1.2023 година, во земјава се пријавени 347 случаи на групни пријави на заболени од грип за луѓе слични на грип, односно 96,0% повеќе во споредба со претходната недела. Во однос на возрастната дистрибуција, 184 лица се на возраст од 15 до 64 години, 96 се кај деца од 5 до 14 години, 38 кај деца на возраст од 0 до 4 години и 29 се регистрирани кај лица на возраст над 65 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 5 до 14 години. Заболените се пријавени во 11 центри за јавно здравје подрачни единици. Во Гостивар 57, Битола 51, Прилеп 39, Дебар 37, Куманово 35, Кавадарци 29, Скопје 24, а во Крушево, Тетово, Струмица, Македонски Брод, Штип, Охрид, Кочани, Проби, Штипкичево и Неготино. Бројот на пријавени оваа недела е помало 20. Според лекарите, вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат во така наречена ризична група, согласно препораките на Светската здравствена организација. Односно, постари лица над 65 години, деца на возраст од 6 до 59 месеци, лица со хронични болести, бремени жени и здравствени работници. Во сообраќајна незгода повредени 2 лица. Жител на Горна Бањица спречувал службено лице од Државниот пазарен инспекторат при вршење службено дејствие. Следува полицискиот билтен на СВР Тетово.
Вчера во 18 часот и 30 минути во Овара Гостивар било пријавено дека на локален пат во Гостиварски градец патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, управувано од 44 годишникот село Градец, удрило во застанато патничко возило Volkswagen Passat со гостиварски регистерски ознаки, кое било запрено од 46 годишникот истото село. Во несреќата возачот се здобил со тешки телесни повреди, додека со патникот во возилото Passat се здобил со телесни повреди констатирани во општата болница Ферит Мурад во Гостивар. По овластување на јавен обвинител, увид на местото извршила екипа од Овара Гостивар. Вчера на улица Браќа Џиновски во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово Овара Гостивар лишиле од слобода 59 годишникот Гостиварска Горна Бањица, затоа што околу 9 часот и 50 минути спречувал службено лице од Државниот пазарен инспекторат при вршење на службено дејствие во правен субјект на наведената адреса. Лицето било задржано во полициска станица и по расчистување и документирање на случајот, против него ќе следи соодветен поднесок. Во полициското оделение Маврово вчера било пријавено дека во викенд куќа во населбата Мавровјанови, општина Маврово и Ростуше, била пронајдена почината 86 годишна жена од Леуново со место на живење во Скопје. Екипа на итна медицинска помош констатирала смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатата било дадено на обдукција. Ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.